Смета ме дека арбитражата е многу побрз, поефикасен и поекономичен начин на решавањето на споровите. Бројот на споровите пред нашата арбитража, искрено да бидам, не е многу голем, но квалитетот на одлуките кои што ги носиме е одличен. Мината година имавме некаде 5-6 спора, од кои што најголемиот беше 9 милиона евра. Го решивме некаде, од прилика се реши за помалку од една година и она што е најважно, одлуката беше извршена. Имавме исто така еден друг спор кој што беше некаде околу 3 милиона евра и тој се заврши брзо, негде 7-8 месеци траеше постапката и тој се спроведе одлуката и сите други спорови што сме ги имале, одлуките ни се извршени. Цената на арбитражата зависи од вредноста на предметот на спорот. Ние имаме една административна такса која што е 200 евра и потоа во зависност од вредноста на предметот на спорот се определува, има трошоци се разбира за арбитрите, награда за трошоци за арбитрите ако има ноќевање и слично, награда за арбитрите си има тарифа која што се разбира е ограничена тарифата и вредноста на предметот на спорот практично ги определува трошоците во постапката пред арбитража. Но можам едно да ви кажам. Може би на прв поглед некогаш да изгледа арбитражата поскапа од судот, но во никој случај арбитражата не е поскапа од судот ако се има времето за кое што завршува арбитражната постапка. Така да ефектот за оној кој што го добива спорот во арбитражна постапка е таков да тој, бидејќи тој е стопанственик, тој ги инвестира парите, значи некогаш номинално ако изгледа дека трошоците се поголеми, испаѓа дека во пракса, во суштина, дека арбитражата е поевтин начин на решавање на споровите, да не зборувам дека е побрз и не би сакал во оваа прилика да ги навредам судиите, но е многу поквалитетен за она што зборуваше колегата Дика. Затоа што во арбитражата вие имате можност да изберете арбитар на кого вие верувате. Арбитарот не е ваш полномошник, не е ваш застапник, но арбитарот вие имате доверба во тој арбитар, тој е специјалист, стручњак од таа област, другиот арбитар исто така. Председател на арбитражата води сметка да именува председател на арбитражниот совет кој што е квалификуван заради угледот на арбитражата и на крајот добивате една арбитражна одлука која што е условно речено перфектна. Споровите се меѓународно трговски спорови, но имаме спорови од градежништво, имаме спорови за надомезна штета, имаме спорови од договорни обврски, неисплатени договорни обврски. Од најразлична природа тоа се спорови, нема некој ограничување, освен оние спорови кои што ги споменав при излагањето, дека се спорови, да речеме, кои што станува збор за недвижности, кај што е во прашање суверенитет на држава, тие се исклучени. Но државата како странка не е исклучена да биде странка пред арбитража. За оние спорови кои што државата настапува во равноправни односи, кај што не е во прашање, значи, позиција на власт, тие спорови се арбитрабилни, можат да се решаваат во постапка пред арбитража и државата апсолутно не е привилегирана во тие постапки пред нашата арбитража. Ни пред нашата, ни пред никоја друга арбитража. Прошле године смо имали око 30 милиона еура ukupnu vrijednost sporova koje smo riješili. Prije toga, godinu dana prije toga je bilo oko 120 milijuna eura ukupna vrijednost predmeta spora. Evo, za posljednjih recimo 10 godina smo negdje oko 800 milijuna eura vrijedne sporove riješili. Stranke redovito dobrovoljno izvršavaju naše odluke, a ako ih ne žele dobrovoljno izvršiti, onda se naše odluke izvršavaju odmah kao i pravomoćne, pravosilne sudske odluke. Pa imamo otprilike 15 do 20%, zavisi od godine, su sporovi između hrvatskih firmi i stranih firmi, ali ono što se sve češće događa jeste da recimo bosanske firme sa firmama iz Slovenije ili sa firmama iz Italije ugovaraju nadležnost našeg sudišta. I nešto što je strašno važno, što se zapravo, o čemu se ne vodi računa, u momentu kad se stupa u pravni odnos, kad se zaključuje ugovor, treba angažirati pravne eksperte da ispitaju taj ugovor, da vide kakve su implikacije pojedinih klauzula. Ja se sjećam nekih gluposti u Hrvatskoj od prije 50 godina ili 40 i nešto, kad smo izgubili, tadašnja država, 20, 30, 50 milijuna dolara, zato što nisu htjeli potrošiti par hiljada maraka da plate eksperte da prouče ugovor.